Додека доаѓавме наваму кон манастирот, ми велат луѓе со патници кои беа во колата. Прочитавме на социјалните мрежи дека во Србија некоја новинарка ја прашала баба одредена: бабо, треба да има 3 цркви во ова село? Се зачудила бабата и рекла: какво глупо прашање ми покажуваш? Па што ми има? Значи, треба да има. Браќи и сестри, црква не градиме само за своја надградба, туку црквата не гради сите нас. Затоа е потребно да имаме перспектива широка за тоа што е црквата. Крушево е мал град, но има 4 цркви. Претходниците наши знаеле во што да ја вложат иднината. Ние денеска се инспирираме од таквата големина на предците наши, што знаеле во што да ја вложат иднината. Затоа што не само што црквата е смисла на нашиот живот, туку таја ги осмислува сите бесмисли на овој живот. Затоа не е како што често пати слушаме велат, ма црквата е и за радост и за жалост. Малку е да рече човек дека црквата не собира и за крштевка, и за венчавка, и за погреб. Туку црквата е место каде го прославуваме Господа. Прво тоа секогаш треба да го имаме во преден план и затоа треба да градиме цркви, за да го прославуваме Господа. Значи, кој ќе стане во нашиот живот примарно да го прославуваме Господ, ќе градиме цркви. Народ наш многу содржајно кажал кога рекол: домот нечи е како црква. Што значи најубавото нешто го правиме во црквата. Не го правиме тоа колку ради реда. Туку од она не сме сите секако со исто знаење и со иста духовна величина да правиме некојаш најубави работи. Немаме ни финансиски средства да направиме Света Софија како во Константинопол што е. Тоа можел царот Јустинијан. Меѓутоа, по нашите способности, по нашите приходи, по нашите знаења треба да го правиме најубавото. Црква доликува да биде најубавото. Не може да ни биде дома поубаво од црква. Тогаш некое промашување големо наше. Ако домот си го направиме поубав од црквата. Вредностите сме ги замениле. Зашто ништо не треба да биде поубаво од црквата. Како што Господ е совршен и е предизвик за сите наши дејства, така и обиталиштето негово, кое го викаме црквата, треба да биде предизвик за сите наши дејности. Не само по однос на верата и моралот, туку по однос на естетиката, по однос на уредувањето воопшто. Затоа што црквата не учи сите нас. Малку е да речем само дека не раѓа сите нас. Црквата не раѓа. Ако не сме родени од црквата, џабе сме се родиле. Црквата не раѓа за вечност. Мајката наша на која сме бескрајно благодарни што не родила, не раѓа за смрт. А црквата не раѓа како втора мајка, не раѓа за вечност. Затоа е потребно најубавиот дар кој го имаме да го дадеме за црквата. А тоа значи дека
се слушале нашите стари дедовци, баби, порано од нив дека не доаѓале празни во црква. Што значи тоа? Сакаме постари од Бога. Сакаме Господ нешто да ни даде. Па ние празни треба да дојдеме. Ова ви го зборувам на денот кога славиме годишнина од осветувањето на овој храм. Сите треба да сме свесни дека за една година човек што направил во животот треба да се пресмета самиот себе си. Чекај, стигнав на една скалила повисоко од колку што бев минатата година. Зато се овие годишнини кои се во суштина контрола на нашата духовност. Кај сме биле минатата година, поминало како еден ден, знаеме сите. Брзо поминуваат годините, особено кај повозрастните луѓе. Меѓутоа, место и време е годишнината да се пресметаме со самите себе, односно да видиме до каде сме стигнале. Правилното прашање ќе биде: чека, каде бев минатата година? Имам ли малку повеќе покаяние? Имам ли малку повеќе духовен раст? Имам ли некое духовно знаење поголемо? Го усреќив ли братот мој повеќе отколку претходно? Тоа треба да ни бидат прашања кои треба да си ги поставиме еве после година дена од осветувањето на храмот. Ја восстановувам оваа пракса, како што и сношти говорев за тоа, секоја година на годишнината да служиме во светиот храм, да се сеќаваме за тоа кога сме го осветиле овој храм. Ама не само тоа, туку да се сеќаваме и за тоа до каде сме стигнале. Кај сме биле некогаш, каде сме сега, каде треба да бидеме во иднина. Тоа е она што нас ни го менува животот. Ни го менува на добро, секако. Има многу работи кои го менуваат животот на лошо, од кое злото го гледаме не само да паѓа врз нас, туку и врз околината во која што живееме. Но, собирајќи се во храмот, се учиме на обновен живот, како што е обновен храмот во кој се црквуваме. Се учиме на нови вредности, секогаш нови, млади, ајде и ќе речам, нема да сгрешам, зелени. Вие знаете, на 50-ница ние со зеленило ја украсуваме црквата, зашто зеленилото секогаш сведочи за новото и за младото. А ние очекуваме дека вечно млади и вечно нови ќе бидеме во Царството Божјо. Ете тоа, браќа и сестри, нека не биде предизвик сега, не само на денешниот ден кога го славиме денот на осветувањето на оваа црква, туку и во целиот живот да ни биде предизвик тој младелачки дух на обновата која ни ја дава само духовниот живот во Христа Исуса. Нека бидеме сите благословени, нека ни даде Господ да се зарадуваме во неговите вредности и секогаш да ги живееме истите, зашто тоа е нашата иднина која ќе ни обезбеди живот вечен и живот во богатство и изобилие. Кога зборувам богатство, не само материјално, туку богатство и изобилие духовно,
за кое сме жедни и сега и секогаш и во вековите на вековите. Господи, сполете се, Господи.